Благодарам, подпредседателе. Вие треба да реагирате, не пратениците од место. Затоа што прашањето до премиерот беше во врска со референдумот. Не како треба да се реформира ВМРО ДПМН или дали ВМРО ДПМН е направиот пат. Ние ништо не слушнавме за тоа, ама за тоа ќе одговори колегата Бојан Стојановски, кој што го постави прашањето. Вие треба да реагирате кога премиер на влада и председател на партија за координатор на политичка партија изјаснет од која партија е, го споредува со Димитар Пасиев или било кој пратеник. Па во минатиот мандат од оваа говорница бившиот претходник на председателот Ковачевски каже дека вие сте соработувале со Пасиев и дека вие сте биле договорени за одредени работи. Немојте сега да импутирате одредени работи на ВМРО ДПМН. Дополнително, вие бевте подпредседател кога во минатиот мандат заедно еден куп реформски закони двотретински ги изгласавме, ние со наша подршка, со наша бројка двотретински закони. Вие треба да реагирате за овие невистини, кажа ни одговорница од страна на премиер на една пленарна седница. Ние сме тие кои како ние сме биле за НАТО, не сме биле за ова. Проблемот знаете каде е? Што немате допирна точка со реалноста и со граѓаните. Велите 68 пратеници биле за. Да, биле за, ама уште ви е затворено собранието со барикади однапред. Влегуваме како, да не знам, шо од позади, од некои патишта споредни, како пред зошто ако се плашиме од браденици. Уште е затворено, уште не можеме да функционираме. Уште дел од тие 68 пратеници кои што ги викате прогресивни, низ градова шетаат со полициско обезбедување, со оружје на појас. Тоа ли е прогресивноста? Извинете, колеги, не зборувам за вас можеби на друго место да чуваат, но зборувам за колега кој што стварно шета со обезбедување дадено од МВР. Тоа не се граѓаните. Да се плашиш во оваа зграда, затворен систем, да шеташ со обезбедување, тоа е за мислење. И тие да ги кажувате прогресивните, граѓаните одлучиле. Не бе, граѓаните се од онаа страна на барикадите, кои што уште ви се затворени. Затоа, почитувам председател, подпредседател на собранието, ќе ве замолам да реагирате навремено, да реагирате за невистините искажени од страна на премиерот Ковачевски, а не само да реагирате кога зборуваат пратеници од опозицијата, било тоа да македонската или од албанската. Затоа што кога излегуваат пратеници на договорени прашања да ги фалат владата и да кажуваат колку биле добри министерствата, тоа не се одговорите што ќе ги чуете. И немојте да се залажувате дека и вие сте задоволни од тие одговори, затоа што народот праќа други пореки и сигнали. Дали некој од пратениците од власта ќе ве пофали или не, најмалку е битно. Битна е вистината во која што се наоѓаме. Се повикувате на граѓаните, барикадите уште стојат пред собрание. Не можеме на работа да дојдеме. Се повикувате на пратениците, уште шетаат низ собрание со обезбедување. Благодарам.